сме стигнали сите малце, поради картите ни трябваше 5-10 минути плюс време, за да се сместим. Мислям дека сега е все окей. Мислям у интерес на времето да започнем на време. Нормално има много луѓе кои што исто така доаѓаат, ама кој как ќе доаѓа, ќе се седне или ќе стои, бидејќи успех усака брзина у одредени ситуации. Така да, за почеток сакам да ви заблагодарам на сите за присуството и за вашата одлука, што сте одлучиле на убав сончев ден, недела, од 12 часот, да отделяте саат до 2, за да бидете присутни на таков настан, да инвестирате у себе и да научите нещо ново. Затова, за почеток, сакам да се поздравате самите себе, да се честитате сами на себе со еден аплауз за това, че сте денеска присутни тук. Искрени честитки, бидејќи сите кои има продължен викенд, сите сакат нормално да одат на некъде да го изкористат, а ние сме тук да видиме како можеме секој викенд на нас да не е продължен викенд, па дури од понеделник до среда. Така да, за почеток да се представам, за тие кои што не ме знаат, има ли некој што за прв пат ме гледа? Има доста, да. Да се представам, моето име е Дарко Катамджиев, имам 23 години, роден съм у Струмица, живеем у Струмица, така да може тук там да ми излезе некој струмишки збор. Ама ке се всичко окей, не, всичко. Слава. Да, и аз лично доаѓам од просечна нормална фамилија, дека што татко ми занајчи, имам чест тука да презентирам денеска пред него. Мајка ми работи во фабрика, така да така да това ви кажува дека не доаѓам од некоја посебна фамилија или дека што се директори или министри или било што. Немам завршен факултет, со средно сум, ама на мои 18 години брат ми на сила му однесе на еден настан на Зоран Витанов во хотел Глеговиев. Има ли некој тук што е на сила денеска? Не. Имам, да. И дури тие што се на сила, верувајте, тај кој што ве донесил на сила, ве донесил бидејќи ви мисли добро, да знаете. И заблагодарејте само на тај човек кој што ве донесил на сила, за да бидете присутни на тај настан. Верувајте, бидејќи дури на сила да се донесли кај што јас бех на првиот настан, јас сум благодарен на брат ми за това што на сила му однесе, бидејќи у тај момент бев у најдобар ек у ракометот. Играеме тогај у Суперлига и бев наистина задоволен. Заработвах добри пари на 18 години од спорт. И викам табајат, па нема шо. Ама слушнах една реченица на самиот настан од Зоран Витанов, кој што до ден денеска ме вода секој ден. Таа реченица вика, пазејте сега, 60% од луѓето кои што се спортисти, кои што стануваат милионери за својата 40 година, им треба у просек 5 години да ги истрошат своите пари, ако престанат да заработат. И това малце ме размисли. Викам, значи това значи, ако јас не најдам начин покрај спортот, да имам бизнис кој што на мен ќе ми носи пасивен приход, значи аз после мојата 40 година, после пензионирање, ќе мора да се вработам. Ќе мора да работам и ќе мора да најдам нешто кај што ќе го замерам моето време за пари. И баш поради таа причина, поради това што идех јас на сила на првиот настан, почнах го самиот бизнис и веќе 4 години се бавам со истиот бизнис. Што сванах на првата презентација? Сванах дека имаме бизнис кој ги претвара веќе купувањето на луѓето широко светот во одржлив и неограничен приход. Толку едноставно. И само се замислих дека секојдневно луѓето мора да трошат пари. А кај мене, додека било што правам јас во тај момент, може да доаѓа процент од секојдневниот шопинг што се прави и така на цела планета. Темите кои што ги покриеме јас за денес се Marold, кој што ни овозможува да заштедиме пари на секое купување, Marold Premium, кој што имаме огромни заштеди и огромни награди за самото користење, и LiveConnect, како да се изградаме своја LiveConnect кариера преку самиот бизнис, преку самата Marold апликација. Што означува Marold како апликација? Marold како апликација означува бесплатна апликација која што ни овозможува да си враќаме пари на секое купување кој што го правиме и така секојдневно. Едно прашање, замислете сега. Значи, на секој денар што го имате потрочено до сега во својот живот, некој да ви овозможи да се вратите 1% назад. Дали ви префанали?
дали при финале 1% да ви се врате на парите кои што веќе сте ги потрошили. Значи денеска нема да зборуваме за како од вашата плата си тргнувате 10, 20, 30% на страна за да заштедете. Тук ќе зборуваме за феномен кој што ни овозможува да си штедаме пари на парите кои што веќе сме одлучили да ги потрошиме. Това ни овозможува Marrold апликацијата. Marrold е шопинг заедница која што има повеќе од 16,5 милиони потрошувачи и тие 16,5 милиони потрошувачи го вржат купувањето кај тие 400 локации, вклучувајќи го и хотел Горан Пандев кој сме сите денес. Ние како потрошувачи се добиваме пари назад, ако јас имам апликацијата и ако ја искористам Пандев на еспресо и на това еспресо од 17 денара не ми врати 5 денара. Дали јас сум добијал или сум изгубил што имам апликацијата? Добијал сам. 400 локации вклучувајќи и Пандев. Тука сме повеќе од 780 луѓе. Дали една од тие локации кои што ја Пандев добива со това што ние 780 луѓе ќе пиеме после по едно еспресо Пандев или губа? Логички дека добива. И автоматски правиме win-win заедница кај што потрошувачите си враќаат пари назад, фирмите си изголемат својот промет и Marrold го враќа најголемиот дел од проценто кај самите потрошувачи. Значи зборуваме за компанија кои што е у повеќе од 50 земји, имаме 17,000 онлайн партнери, вклучувајќи и AliExpress, Temu и многу други. На 6 континенти сме, повеќе од 150,000 локални фирми, 100 милиони производи и повеќе од 15 милиони потрошувачи. Моментално видејте на преходниот слайд дека сме 16,5 милиони потрошувачи. Не зборуваме за фирма која што е основана минатата недела или минатиот месец, зборуваме за фирма која што има 20 години постоење и која што е докажана и која што веќе си обстанува нормално од месец за месец. Зашо? Бидејќи се заснова на нешто кој што мораме да го правиме, исто како течењето. Што ни овозможува апликацијата за самите потрошувачи? Кажуваме дека секој може бесплатно да се јасима. И освен това што е бесплатна, на апликацијата имаме одредени партнери кои што кога ќе скроламе може да ги видиме. Секој што има апликацијата може да си го провери или да се јасим на апликацијата после од човек кој што го повикал тука. Дали кај вас да прашам нешто? Имате одредена лојална картичка? Било каква? Да. Каква? Техномаркет, Tinex. Со Tinex лојалната картичка. Можеш ли да одеш у Мак Петрол да ставаш гориво и ти дадат поени? Логично. А можеш ли да одеш у Софија и да спиеш и да добиеш пари? Сега, таа апликација ни ги заменува сите тие лојални картички со една апликација и да бидеме платени за секое наше користене. 100% бесплатно напълни веќе повеќе пати, достапно повеќе од 50 земји и до 25% си добиваме пари назад на нашето купување. Освен кешбек добиваме и шопинг поени кои што ги конвертираме во пари. Ќе видиме на кој пример. Сега сакам малце да биде комуникативно. Да направиме еден пример, да видиме како уствари мораме да потрошиме едно 4-члено семејство, например, за еден месец. Од тука има ли некој што дојден со кола? Сите, дури тие се Струмица, сите се дојдени со кола. Дали месечно се слагат со тоа? 4-члено семејство месечно ќе потроше 3.000 денара на гориво. Мори и 6. У просек нека биде 3. Сакала на гела мора. 3.000 денара ги ставаме у кошничката за месечно трошење за 4-члено семејство. Дали на храна? Тука зборувам за неопходни трошоци. Кај што се? Леп, млеко, храна. У супермаркети, локални маркети трошиме 15.000 денара месечно. На нешто кој што мораме да го потрошиме. Да. И така натаму, и така натаму. На пијалоци, излегување, кафе, една вечера со пријатели и така натаму у еден месец 2400. За облека у просек земано 3600, веќе некои месеци можеби не пазариме, некои месеци ќе спазариме дупло. Онлайн пазарување, спортски активности и верувам дека за неопходни работи, за да преживееме, едно 4-члено семејство троши 30.000 денари месечно. Тука не зборуваме за некои непланирани трошици, не зборуваме еднаш годишно ако земеме нешто поскапо и надвор од ова, како бела техника или мебел,
Не зборуваме за патувања, туку за неопходни трошици. Ајде да видиме сега оваа апликација колку може да ни врати на нашите неопходни трошици. 3% кешбек враќа, како што може да видите и 7% во шопинг поени. Враќа самата апликација на секој купување. Пример, ако потрошиме 30.000 денари, 3% од 30.000 денари може да видиме дека се 900 денари во кешбек и 7% во шопинг поени се 2100 шопинг поени на купувањето кое што го правиме и така и така. Колку вреди еден шопинг поен? Луѓе, еден шопинг поен вреди 1 денар. Тоа автоматски, тој еден шопинг поен го заменуваме кај фирми кај што има кешбек deals. Како на пример Travelodge, за кој ќе зборуваме малку подоцна, за да видите Travelodge каква платформа. Тоа значи дека тие 2100 шопинг поени, кога тогаш ќе си ги претвориме во 2100 денари. Плюс 900 денари од 3% од кешбекот, тие се 3000 денари месечно. Тоа е исто како да не мораме гориво да ставаме на месечно ниво во овој случај. Сваќате? Замислите некој да ви каже во животот, од сега па натаму до крајот на животот не мора да плаќаш за гориво. Луѓе, затоа честитки што сте денес овде, бидејќи денес се добивате таа информација. Вкупниот кешбек и подарок за секој што ќе се регистрира добива 900 денари во шопинг поени за секоја регистрација. Значи, на една страна сме ние потрошувачите и видовме сега ние како потрошувачи што добиваме. На друга страна се фирмите. Пред да влезам во фирмите, дали го гледате ова од десно? Ова е награда за најдобра лојална програма во 2023 година во Америка. Најдобра лојална програма е прогласена од Статиста и Newsweek во Америка. Значи, имаме fair маркетинг. Што значи fair маркетинг и провизија после продажба? Моментално има ли тука некоја фирма, некој човек кој што има фирма кој што е партнер на Marvel, слободно? Има доста. Например, каква фирма? Тейсти сендвичара од Струмица. Тейсти сендвичара од Струмица нема да има провизии за самиот маркетинг, се додека не ода некој потрошувач кај таа фирма. Откако ќе ода некој потрошувач ќе потроши 100 денари кај таа фирма, дури тога и Тейсти од прометот на таа реклама одделува дел од процент и го враќа на самиот потрошувач. И затоа Тейсти е партнер. Бидејќи правиме две револуционарни работи. За прв пат у историјата на маркетинг, фирмите плаќаат провизија после направена продажба и за прв пат у историјата на маркетингот ние како потрошувачи ги бараме фирмите. И затоа има фер и провизија само по извршена продажба. Додека ако се рекламираме на некои социјални мрежи, телевизии и така натаму, ние немаме ориентација на колку од тие имаме како извадени нови клиенти. Тука имаме нормално нови клиенти, на секој нов клиент имаме рентабилност и едноставно и автоматизирано. Се е автоматизирано преку апликации и поедноставно буквално не може да биде. Тука го завршувам мојата прва тема за денес, Marvel, кој што ни овозможува да се враќаме пари. Сега, што е Marvel Premium? Јас Marvel Premium го објаснувам дека ги наградува најлојалните. Секој може исто така да стане и Marvel Premium и да се добие минимум дупло попуст на това што се троши. Например, ако заштедуваме до сега 3000 денара, да заштедуваме 6000 денара месечно. Това е, дечки, Marvel Premium. Marvel Premium се станува со само 299 денара месечно. Со само 299 денара месечно. Ние ги добиваме луѓе сите тие бенефиции. До 50% попуст на секој купување, до 20% намалување на патување на Travelodge у повеќе од 4 милиони хотели и да освоиме некои од тие вредни награди. Нормално тие вредни награди се пресетират на месечно ниво, така да има ли некој тука у сала кој што има добивано некаква таква награда од скенирање? Било това од минатите кои што имаше шопинг поени? 100 евро имаш добивано награда, браво, супер, честитки. Безплатна ти е апликацијата, си враќаш пари и плюс добиваш награди за това што ја користиш. Феноменално. Исто така, освен што ги добиваме тие три бенефиции, добиваме 1500 шопинг поени, кај што кажаме дека еден шопинг поен има вредност од 1 денар.
фактички 299 денари од во 1500 денари кај накупувања кај кешбек дил, тоест кај наши партнери у самата платформа. И ги мултиплицираме нашите пари преку пазарување. Кажаваме дека Тему, луѓе, замислете, јас верувам дека 75% од луѓето у салата имаат досега пазарувано на Тему, ако не и повеќе. Верувам. И това е реалност. Кој да го сретна пазарува? И сега имаме 25% попуст на пазарувањето од Тему кои ќе ги правиме и така и така. Ако направиме пазарување за 1000 денари, ни враќа 250 денари на Тему. Зошто? Зошто Тему стана партнер и во Македонија? И нормално во цела Европа. Па, логично. Ако имаш куповна заедница од 16,5 милиони луѓе, нема ли да сакаш тие 16,5 милиони луѓе да ги привлечеш кај тебе? И затоа Тему ни стана партнер, бидејќи не види како најголема куповна заедница, кои што можеме нормално да ги трошиме нашите пари кај нив. Исто така има и други партнери, вклучувајќи и Travelworld. Овде ќе се задржа малку на Travelworld да видиме каква платформа е. Travelworld рековме дека е платформа која што има повеќе од 4 милиони хотели и освен тоа што ни овозможува 20% попуст на Marriott Premium, ако сме премиум, исто така, луѓе, има и разлика во цени. Зошто Travelworld е најевтина платформа за патување? Бидејќи Travelworld не е платформа за патување како Booking, како Airbnb. Таа е платформа која што ги спојува сите други платформи и ја влече буквално најевтината цена од одредена платформа. Исто така, за секој присутен, на крајот од следниот говорник ќе има подарок од 35 евра ваучер за секој присутен. Затоа останете до крај за да го добиете исто така и самиот ваучер за патување. Тука да направиме едно резиме за Marriott. Кои се опциите? Кои ги видов јас опциите за почеток? Како физички лица можеме да станеме бесплатно член и да ја добиваме апликацијата буквално бесплатно и да се враќаме пари на секој купување, патување и интернационално, нормално на секој начин. Како? Преку скенирање на фискалните сметки. Кога ќе скенираме фискалната сметка, ние си добиваме пари назад на нашето купување. Ако сме Marriott Premium член, добиваме сите бенефиции, како 50% попуст на секој купување, 20% на секое патување, вредни награди и 1500 шопинг поени кои што ни се враќаат како 1500 денари на нашето идно купување. А како фирми имаме можност за само 25.900 денари плюс ДДВ да бидеме дел од лојална програма, да добиваме нови потрошувачи и сите бенефиции кои што ги напоменавме претходно. Затоа па дури и хотел како овој хотел Горан Пандев стана партнер. Бидејќи без буквално пред време да си ги зароби своите пари, си прави реклама. Бидејќи ако е препорачен од маркетер, самата фирма си влегува гратис. И тоа е нешто феноменално. Тоа е резимето. Буквално добиваме бесплатна апликација која што ни овозможува да си враќаме пари на секое купување кое што го правиме и така и така. Независно дали сакаме место, зеленчук, планина, плажа, вода, било што, било какви да сме луѓето, мора да трошиме пари поради екзистенција. До тука зборувавме луѓе за како да си заштедиме пари на секое купување. И сега, моментално внесовме нова иновација која што се нарекува AdMedia. Како што може да видите, тука имаме исто така и AdMedia Receiver. И тој AdMedia Receiver ни овозможува да бидеме од сега па натаму платени и за секоја секунда што телевизорот не е уклучен. Затоа уживајте сега во видеото. Дали сте подготвени за медиумска револуција? Што ако вие и вашите потрошувачи би можеле да бидете платени за секоја реклама што ја гледате? Не е важно дали гледате телевизија или играте видеоигра. Со Медијабокс може да бидете платени секогаш кога ќе го вклучите телевизорот. Добре дојдовте во револуцијата на рекламирањето. Наскоро ќе можете да бидете платени за секоја гледана реклама. Како ќе функционира тоа? Се што ќе треба да направите е да го поврзете вашиот телевизор и вашите уреди. Например, вашата конзола за игри на Медијабокс и да ги изберете вашите омилени стриминг провайдери. Благодарение на партнерството со MyWorld ќе добиете кешбек и шопинг поинт за секоја реклама што ја гледате. А потоа, само направете го она што обично го правите. Играјте игри или гледајте телевизија. Доколку
ви интересира придржаната реклама, едноставно префрлете се на режимот на цел екран и ќе добиете уште повеќе кешбек и шопинг поинтс. Но тоа не е се. Сите овие реклами се целосно приспособливи. Вие одлучувате кои реклами сакате да ги гледате и колку често да ги гледате. Совршено одговара за секој потрошувач. Мал буџет, големо влијание. Подгответе се за иднината на рекламирањето. Иднината на рекламирањето, буквално. Фирмите за мал буџет се рекламираат на телевизор. И парите за реклами ги даваат на потрошувачите кои што го гледаат телевизорот. Со тоа автоматски фирмите наместо сите пари додат кај Сител, кај Канал 5, кај Инстаграм, Фейсбук, Јутуб. Тие пари, тие милиони, милиарди се пренасочени кај луѓето кои што го имаат тој ресивер. И затоа луѓе ние од денес па натаму сите имаме информација дека сме платени за тоа што телевизорот ни е оклучен. Толку едноставно. Колку сме платени? Од 5 до 50 евро во зависност од тоа колку гледаме телевизија. Може да видите дека секој еден човек различно нормално заработува во зависност од тоа колку самиот телевизор му е оклучен. Може да биде и 400, може и 1000 денари, може и повеќе, може и помалку. Тоа во зависност од колку нормално телевизорот ни е оклучен. Сега сме на почетна фаза и целта на овој Media Box е заработките нормално да растат се повеќе и повеќе. Тука при крај сум веќе привршувам со мојот дел, па сакам да направам едно главно резиме на се. Дознавме дека имаме на една страна Marvel апликација која што ни враќа пари на секое купување. И сите се сложивме дека вреди да имаме и ние и фирмите. На друга страна има AdMedia ресивер кој што ни овозможува да бидеме платени се додека телевизорот не е оклучен. А тука се јавува и маркетинг платформа наречена Likeonet. Што прави Likeonet? Likeonet е маркетинг платформа која што ги промовира овие две услуги. На потрошувачите им помага да си вратат пари на секој купување, на фирмите да си го зголемат својот промет и плюс потрошувачите да бидат платени за тоа што гледат телевизија. И ние како Likeonet маркетери, промовирајќи ги тие работи, заработуваме по заслуга. А јас, како да кажам веќе и бивш спортист, секој знаев, велат учи од тој кој што е таму кај што ти сакаш да бидеш. Ако сум во ракомет, да учам од Кирил Лазаров, да гледам Лига на шампиони и да учам од тие луѓе. Ако сум во фудбалот, да учам во како луѓе од Горан Пандев и многу други успешни спортисти. Затоа имам за чест покрај сето ова да го најавам Горан Пандев во фудбалот, Кирил Лазаров во ракометот и Зоран Витанов во Likeonet. Буквално нема човек кој што може подобро да ви објасни како сите да станеме најуспешни во Likeonet, лидер, визионер, предприемач, ментор кој што нон-стоп е тука за сите од нас. Сепак Пандев е Пандев, Лазаров е Лазаров, да не... Да. Лично сметам дека се далеко над. Ама во Likeonet добро. За Likeonet. Ама сме на добар пат да постигнеме и поголем резултат. И тие луѓе устари треба да не инспирираат нас. Треба да бараме инспирација од оние кои што постигнале успех, а дошле од средини како нас и од семејства како нашите. Значи, еве, може, овој хотел е доказ дека може. Горан Пандев беше обичен човек како и сите ние. Ако не се лажам, татко му од Попчево, таму некаде, не знам. Да, значи, еве, може. Даре, фала, значи, барем мене беше кристално јасен и уживав. Се е без пари, сите ние секако трошиме и сите ние секако препорачуваме. Сега на она што и така го правиме, имаме можност да заработуваме. Но викам, имаме можност. Дали сите ќе заработуваат? Не. Зошто? Оти некои ќе го послушат Дарко, ама некои ќе си го послушат комшијата, роднината, другарот. Многу е битно по чиј памет ќе тргнат. Ама и својот памет е оформен од околината. Околината нас не оформува. Само таа е разликата. И затоа, јас често поставам прашање, добро Зоки, ако е така, оти сите не заработуваат.
поти сите не доаѓаат на настани. Некој го слуши комшијата и нормално не заработува. Некој вика, не, Зоки, лага е тоа. Абе, како лага? Бе викал Мак Петрол, го праша, вика човекот на бензинската пумпа, вика, вака направи. Па зато, сега не ќем никога да вредим, ама зато е на бензинска пумпа и точи гориво. Не разбира економија. Он не одлучи да се внесе и не знае како. Ама Андреј Јосифовски, еден од најбогатите луѓе во Македонија, он го свати бизнисот и он влезе. Са пумпаджијата да го слушаме, да збориме за економија, или собственикот на Мак Петрол? Кој би го слушал пумпаджијата, нека дигне рака? Видите колку едноставно. Ако го слушаме него, што ќе станеме ние? Пумпаджи. А ако слушаме Андреј Јосифовски, ќе станеме предприемачи. Многу е просто. Така да објасни перфектно и ми се допаѓа и аналогијата што ја правиш. Сега, до овде зборевме за штедење, а сега ќе збориме за бизнис. Јас вчера, синоќа, се снимив, неколку души ми кажа, ево, од Битола, од Скопје, вика, видеото го дојдов и затоа, од Штип, нели? И вика специјално дојдов. Дадов таму еден пример, еве да го повторам. Ти, еве, убаво, гледам као да сме се договарале 3000 денари ти е слайдот. Јас у примерот кажав 4. Јас вчера од Скопје, кога тргнавме со Јуле, ставив гориво за 4000 денари. 120 денари ми се вратија назад. И сега ти кажеш, тоа не е многу, нели, како што кажат Даре. Ама дали у Македонија сме 400.000 семејства? Да. Дали ќе потрошиме по 4000 денари овој месец за гориво? Дали 102 евра заштава, 120 денари? Па 400.000 по 2 е 800.000 евра. Бензинските пумпи во Македонија се спремни месечно вака на тацна да ни дадат 800.000 евра. Овде ги броиме само семејствата. А колку правни лица има што трошат гориво? Не ги броиме правните лица. Тоа се 2-3 милиона евра месечно во еден мал пазар како Македонија, само за гориво трговците вика земете ги. И ние имаме две опции. Да ги земеме ако сме лојални, или да блебетиме да филозофираме. Што е поинтелигентно? Не знам. Дедо ми викаше, Бог да го прости, синко, кога би се продавал паметот, секој ќе си го купи својот. За мене е поинтелигентно, кога веќе ни ги дават, да им се заблагодариме. Оти сум благодарен човек. Кога некој вика, Зоки, ти ја ценам лојалноста. И секојаш ќе се заблагодарувам ако точиш гориво кај нас, и јас секојаш ќе му се заблагодарувам што ми ја цени лојалност. Благодарноста е тоа што го заборавивме ние. Као воопшто као цивилизација, не као луѓе. И као што кажа Даре, не е само гориво и храна. И не е само храна и облека. Се. Само вчера да ви набрам. Вчера со Јуле купивме постелнини за дома од M-Home. Позади Филип II, Жан Митрев болницата. Добивме кешбек. Од таму отидовме во Риверсофт. Што купивме, не знам, фен, бокал за вода, пак постелнини, таму нешто за еден, столчиња за на тераса. И таму ни вратија пари. После отидовме со другар Јован, го видов тука, е дојден, еве, како се викше? Room 7. Седнавме на кафе. Не кафе, какао пиевме. И Room 7 ни врати пари. Потоа бевме ноќта во Бонџорно со Јули и со мој другар од Дабиле. И таму ни вратија пари. Само вчера. И со апликацијата, и без апликацијата. Седнуваме ли по кафење? Купуваме ли по некојаш постелнина за дом? Фен некојаш купува, шо и да не влегувам во детали. Абе секој трошиме пари. И сега кога веќе го правам тоа, се што треба е да се симнам апликацијата. Сите имаме мобилен и е бесплатно. И крај. Во телефонот имате 100 апликации. Гледајте, не знам колку има на страна. Гледајте. Ама само една дава пари. И сега паметно е да имам или не. Толку. Јас сега да кај е бизнес. Кога веќе секој го прави тоа, јас сега ќе се зборам за себе, што направив јас во овие 13 години. Кога дознав за овој бизнес јас. Знаете ли во Струмица колку трговски партнери имаше? Техномаркет и Техномаркет. Мислам дека нема Не, Мак Петрол покасно влезе. Техномаркет, толку. Само Техномаркет. И тоа беше на ваучери. Што значи тоа на ваучери? Одиш, например, во Техномаркет да си купиш фен,
И викам, аха, добро ми се допаѓа фенот, сад да го купам, за да добиам кешбек. Не, треба да дојдеш у Скопје, во канцеларијата на MyWorld во Карпош, у Хипериум центар, таму да ги купиш на Техномаркет ваучери, например, ако фенот е 1000 денари, таму да даеш 1000 денари, и они да ти дадат книжен ваучер, што пишува на него Техномаркет, кога ќе го платиш, тогаш да добиеш кешбек, пак се враќаш у Струмица и на касиерката наместо и дарка од пари, да го даваш ваучерот и он да го даде фенот. Имаше ли бизнес тогаш? Не. Да. Тогаш е бизнес. Зошто е тогаш бизнес? Два типа на луѓе имаше тогаш. 99% од струмичани, кои ни го објаснуваа бизнесот на нас, од Словенија дојдоа прво едни луѓе. Прашањето наше беше, а дек можеме ние у Струмица да пазаруваме? И словенецот немаше ни апликација да види, па вика, не знам, вика, изгледа у Струмица нема ни еден. 99, например, ако овде има сега 100 души, ја гледам и стојат луѓе таму, Драгане, поздрав. 99 души кажаа, еми шо сте ме викнале ако нема дек да пазаруваме? А еден, Брлив, кажа, нема ни еден, шо треба да правам? 99 души кажаа така, оти размислуваат како конзументи, како корисници, а не како предприемачи. Па ако нема никој, а сите трошат, се што треба е да ние да направиме да има, и секој за себе си гради своја куповна заедница. Вие на вашите пријатели им помагате да се штедат, и вие, што, нели, потрошувачите, и вие на вашите пријатели што имате фирми, им помагате да дојдат до нови и лојални муштери. Од тоа што вие сте ги поврзале, од бруто обртот, дел од попустот што го дава трговците останува за вас. И еве ме сега после 13 години и 6 месеци, еве тук стојам пред вас, сега проверив во Струмица и околината. Денеска, после 14 години, има 214 трговци. Од само Техномаркет, сега се 214. Од само 5-6 потрошувачи, сега има неколку илјади потрошувачи. Може ли таа бројка да сопре, ако се е бесплатно и враќе пари? Дали ќе оди нагоре или надолу таа бројка? Тоа не е дилема. Дилемата е дали вие ќе го искористите тој моментум или не. Беше ли тогаш тему на кешбек? Тогаш не постоеше тему. Денеска, онлайн купувањето како купување не постоеше, браво. Денеска, само во Македонија, 11.000 поединечни продукти дневно се купуваат од Темо. Само во мала Македонија 11.000 продукти купуваме дневно во Тему, вклучително и недела, и делник и празник. Тоа не е дилема. Дилемата е кој ќе ги информира тие луѓе дека има 25% попуст, а ако вие ги информирате, 1% кај кој оди? Па само од Тему може милион да направиме. Прашањето е дали го гледаме тоа. А од сега сме 2011 за Медиабокс. Сега имаме нов проект, викаме до сега заработуваме, од која ќе отидеме у купување. Сега со Медиабокс ќе заработуваме уште пред да одиме у купување. Пред да одиме у купување, што правиме? Гледаме реклами. Па после одиме да купуваме. Ќе видиме реклама, па одиме да купиме. Моите деца кога беа мали, од кај знаеа за Кока-кола? Од рекламите. Ама рекламите убаво објасни даре. Парите одеа кај телевизиите, кај медиумите, кај Фейсбук, кај од таму од кај што. Сега парите може да идат кај нас. Затоа сме дојдени. И сега да продолжиме од кај што застана даре. Сега како бизнес да изградиме? Значи, сега разговараме за Лајконет. Што е Лајконет? Можноста, тоа е маркетинг агенција која што има ексклузивен договор со MyWorld, со платформата, ексклузивен договор, ние да ја промовираме. Секој може да стане бесплатно член и на Лајконет. Потполно бесплатно, исто како MyWorld. И со тоа што ја промовираме платформата, им помагаме на луѓето да се штедат,
Им помагаме трговците да дојдат до нови лојални клиенти, од бруто обртот, сега пазете, до последниот член што ќе влезе во вашата мрежа. Значи, јас сум го зачинил Даре го зачинил брат му го зачинил Петко, имате можност да заработувате од сите преку Лајконет. А во MyWorld имате можност да заработувате само од оние што вие сте ги зашениле и сами да си штедите. И сваќате разликата, не? Сега разговараме за бизнис. До сега разговаравме за штедење. Ајде да видиме како функционира Лајконет. Пак потенцирам, пазарот е неограничен. Од една фирма у Струмица, што не беше ни Струмичка, Техномаркет, сега се 214. И 12.000 онлайн фирми. 12.000 онлайн фирми имаме сега од овде. Меѓу кои Тему и AliExpress, 4 милиона хотели во светот. Нема лимит. Лимитот е меѓу нашите две уши. Тоа што имаме внатре, тоа не лимитира. Лимит нема. Се, како? Па Лајконет не продава ништо. Лајконет нема продукти. Немаме залихи на производи. Немаме вработени, немаме инспекција, немаме логистика, не треба транспорт, не треба магазини. Ништо. Као што кажа Даре, не ме интересира дали си вегетаријанец, дали си, не знам, месојадец, дали сакаш плање, дали сакаш мориња. Сега го трошиме и ние им помагаме. Ние сега меѓусебно се здружуваме. И меѓусебно си помагаме. Секој може да му помогне на секој. Да се свртиме пак према себе, се изолиравме. Јас као дете ги знаев комшиите по име и презиме, 100 куќи пред нас и 100 куќи зад нас. Сега у Скопје на спратот не си ги знаеме комшиите. Се изолиравме како луѓе. Се ова не враќа во заедница. Не враќа како еден со друг си помагам. Јас имам една информација за Тему, ти имаш друга информација за спортска опрема. Јас ти споделувам тоа што јас го знам, ти го споделуваш тоа што ти го знаеш, и двајцата имаме бенефит, и тој што го препорачуваме и тој има бенефит. Кој губи? Тој што не е здружен. Тој губи. И сега, вреди да се здружиме или не? Јас се милувам да кажам, и тоа ми од дедо ми. Синко вика, раката рака ми е. Таа рака не може сама да се измие. Ама и таа не може сама да се измие. Ама ако се здружат, има чисти раце. Раката рака ми е. Исто и со луѓето. Ова е овој бизнес. Со тоа што без инвестиции, само да имаме мала благодарност во себе, што некој ми е возможил шанса, и да ја споделам таа, да не љубоморам дека некој ќе е поуспешен од мене, да го споделам. И завршуваме работа. Еве да одиме во детајли. Вие лично се наоѓате помеѓу потрошувачите и компании. И заработувате од секое купување, независно колкава мрежа ќе направите. Дали само брат ви ќе го зачините, или тебе те зачини брат ти? Он ме зачини. Костадине, освен него, колку души број сега цела твоја заедница? 2600. А почнал од брат му. Ама и брат му има своји другари. А ти само брат ти го зачини директен. Не. Колку? 100. Толку човеци сакаш. Си ги зашенам, тие што ги сакам. Не застанувам на камен мост и да викаме, тој што го сакам. Оти кој ќе му е споделам информацијата, му правам добро или лошо. Без пари му враќа пари, толку. Арно, ама да знаете. Мислам, у други места не. Ама у Струмица има и друго нешто. Ќе споделам. Мој другар, му кажа на друг мој другар. Купи, вика, ваучери, вика, од кај мене Мак Петрол. Кога и да купуваш гориво сега во Мак Петрол, а и така става гориво Мак Петрол, таксиста е. Вика, ти печалиш и јас печалам. А и ти ли печалиш? Не може. Ви сведочам, ви кажувам, двајца мои другари од деца сме заедно. Убаво ли е да сме такви? Имаме и такви. И за што е поубаво, да сме такви или да рака ми е? За ова разговараме. И сега гледайте, има и опција, бидејќи веќе сега за бизнес разговараме, тоа не е задолжително. Лајконет се станува и бесплатно. Но као што имаше MyWorld бесплатно и MyWorld премиум со 299 денари месечно, кај што има дупли попусти, сега имаме и тука опции, јас најтопло ви ги препорачувам, ама потенцирам, задолжителни ли се? Не се. Но дали е интелигентно? Да. Како да го разберете тоа?
Можеме сега ние да тргнеме за Скопје по Пладне со Јуле пеш, можеме да тргнеме со Точак, можеме да тргнеме со Струмица експрес, а може да тргнеме со приватна кола. Мора ли да тргнеме со приватна кола? Не мора. А зошто не одлучивме со приватна кола? Па зависи колку ни е важно да стигнеме у Скопје и колку ни е важно брзо да стигнеме у Скопје. И ова е тоа. Бесплатно е пеш. Ова е со Точак. Ова е со Струмица експрес. Ова е со приватна кола. Ова е со најбрзиот можен транспорт у светот што постои. Да ве телепортира. Така разберете. А мора ли? Не мора. Зависи кои ви се целите во животот. Ако сте дојдени за штедење, веќе ви го губам времето од овде натаму. Ако сте дојдени за бизнис, останете, ќе ви споделам неограничена можност, кој што нема лимит, освен оној кој што ние ќе си го ставиме. Што се овие пакети? Со 50 евра месечно, јас добивам 250 евра за рикеш во шопинг поинт. И плюс добивам статус на MyWorld Premium, значи не мора плюс 299 денар да плати, вклучено е. И плюс добивам, внимавајте ова, половина Power Key месечно, тоа подоцна ќе го обяснам што е, и 13,5 единици во балансната програма. Тоа па што значи? Тие 13,5 единици се 13,5 евра орочени во системот и кога тогаш ќе ви ги исплати 13,5 пати по 12 евра. А у меѓувреме ќе се рекеширате 250 евра. Како ги рекеширате? Низ купување. Чии купување? Ваши и на вашиот брат. Јас па брат ми го внесов, Дине тука е, сега го видов, кај е Дине? А скрос назад оно, ти гушва има, еве го, брат ми јас го внесов. Значи, кога вашите директни ќе пазарат, ако они се обични потрошувачи, они добиваат, што кажавме, даде пример 3% кешбек и 7% шопинг поени. Ви текнува? Шопинг поените кај вас се кеш на нивните купувања, додека не ви се вратат во овој случај 250 евра, во овој случај 500 евра, во овој случај 1000 евра, во овој случај 1500 евра. Пропорција, секојаш е пута 5. Но, јас ова не го ни гледам. Ако мене ме прашате, или обичен MyWorld, или MyWorld Premium со 299 денар, или од овде натаму гледајте. Зошто? Оти со ова овде, 12 месеци ако сум во ова, јас ќе добијам на крајот на годината подарок од 2000 евра. Значи, ако само ова го сакам, го плаќам 2000 евра, овде го добивам подарок, ако 12 пати го плаќам по 100 евра, добивам 6000 евра вкупно за рикеш. Еве, најпросто кажам. И добивате 27 пати по 12, 100%. Кога? Зависи колку е целата активна куповната заедница. А како што гледате, од една фирма станале 214 фирми. Значи, активна е куповната заедница. Само јас колку пари вчера овде на локално ниво, на секојдневие, без никаков луксус потроши. И сега не би да влегувал во детали. Кога еднаш ќе го направите ова, вие влегувате во бизнис. И како што градите вие мрежа, но и како што се развива без ваше влијание светската мрежа, и по двата основи капе кај вас. Дали вреди? Вие проценете си. Како се враќат тие пари? Еве балансната програма. Ова сега нема да го објаснувам, оти многу време, еве накратко. Тие што ги спомнавме овде, 27 единици, 13 единици, кој што кажав, секој 1 евро пута 12 ви го множи. Како? Во моментот кој ќе купите еден пакет, овие овде, да речеме 100 евра, добивате меѓу другите 27 единици во балансната програма. Една единица има вредност 1 евро. И таа единица овде се реди во една инка. Ова почна сега на 6 март. И сега тој што прв пазарил нешто на 6 март ноќта, бил негде излезен и добијал 1 евро кешбек, му се поставила единичка. Арама некој сметка си го платил 12,5 после него, јадел 2 пици у Бонџорно, оп, 1 евро. Па неговата единичка се реди позади таа. Позади една, се редат 2. Има ли некој овде по биологија што е?
Тоа е митоза. Клетката, од една клетка се раѓа две. Од 2, 4, од 4, 8, од 8 и така натаму. И се редат во инка. Прво е едната, па 2 вака. Па новие 2, 2 вака. Па новие 4, по 2 вака и се нижат. Кој како испазарил, кој како заштедил 1 евро, му се поставува единичка. Кога позади вашата единица, независно дали е направено од пазарување или од купен пакет, затоа го предлагаме пакетот, значи да не одам пеш за Скопје, одма 27, активен ви е ова, кликни. Да. Ет медија боксот ви е активен. Не изгледа само што. Добро, не е битно, после за тоа. И се, овие кои ќе ги наредите овде, кога тогаш, позади вашата, како што цел свет пази, цела планета, кога тогаш позади вашата ќе се наредат 100, 50 наваму и 50 наваму. Во тој момент, вие ништо не ни треба да се замарате, ништо автоматски е тоа. Дури и да не го разбирате, дури и да зборите против бизнес, дури и да сте у другата партија, а не у нашата. Системот не знае кој сте, шо сте, македонец ли сте, православен ли сте, струмичанец ли сте, скопјан, ништо не знае, не го интересира. Секоја единица позади која ќе се наредат 100, едното евро ви го исплаќа во кеш на трансакцијска како 12 евро. Само треба да има шопинг. Која ќе наплати 12, таа единица не умира. Доаѓа на второ ниво, па овде 90 која ќе се наредат. А сите од овде која ќе прелеат, капат овде. Нови 10 евра, па нови 40 евра, па нови 100 евра, вкупно 162 евра. Секој едно за штеден евро, и сега некој каже, Зоки, за колку време? Абе, еве за 100 години. По-песимистички не знам да кажам. Еве за 100 години. Не чека сето да се исполни па да ви ги даде 162. Туку како што се исполнува еден услов, ви исплаќа. Прво 12 евра, после нови 10. Вреди ли ова да го правиме или не? За некој вреди. Некој викам помпаджиите, кажа това не било арно. Тогаш не е арно. Оди ништо не е задолжително. Ништо не. Ова го разбравме. Еве ги 160 евра вкупно. И затоа мој предлог ви. Бидејќи почна сега во мартова, на 6 март почна. Тие што имат можност, тие што немат, не зимајте кредит за оваа работа. Не се задолжувајте кај лихвари за оваа работа. Тие што имат можност, го предлагам ова. Зошто? Барем до крајот на март, односно до вторник. Од 13 месеци секој ще завршуваат во вторник вече. Зошто го предлагам ова? 81 единички ќе добиете. Кога тогаш тоа е 81 пат по 12 евра. И плюс сите бенефиции. А тие што баш имат следните 4 месеци, март, април, мај и јуни, и ова е добро што се снимате, молам овој дел пушти го, уплаќајте по 300. Зошто? Оти добивате 3 12-тини, односно 1/4 златен клуч. Па на 4-тиот месец, вкупно сте дали 1200 евра, дојдете подарок, златен клуч што вреди 2000 евра. И плюс добивате 4 пати по 81 единица. А не се извинувам, ова е промотивно сега 81, следниот месец 75. И затоа е важно во овој месец. Да не испадне, не сум ви кажал. А мора ли да го направите? Не. И најважното, низ купување ќе си вратите као 1500 евра во шопингове. Од лични купувања и од купувањето на вашите пријатели. И ако имате Ет Медија Бокс и кутијата ви носи пари, додека не ви исплати 1500 евра. Само ви носи пари, без ништо да правите. И овде да не заборам, тројцата први што ми пишаа у инбокс, инветив 3 кутии, една кутија вреди 250 евра, ве молам јавете се кој беа. Ти, те молам, кога ќе завршиме, ти давам една кутија, 250 евра е таа. Покван имаш? Кој беше друг се јави? Вие се јавивте? Вие уште вчера ми се јавивте? И уште еден има. Еве вие тројца. Ве молам после, за да се договориме како, вие ќе видите подарок една кутија. Така. До овде е јасно? Оти се јавивте први. Што да ви правам се? Одиме понатаму. Ова го објаснивме и потенцирам по 100 пат. Дали ова мора да го правите? Не. Ама е препорачливо. И сега гледайте,
Бидејќи ги објаснивме втората, третата категорија и така натаму. Денеска, сега, колку единици има овде? Не е нула, од 6 март почна. Вчера јас ставих 5-6. Стотици, илјадници, Неколку стотици илјади, 500 или 1000 евра, 3 пакети. И гледате што добива, 250 евра. 5 единици на второ ниво и 5 единици на трето ниво. Сега овие се празни. Вие си поставувате овде единици. И како што прелева од овде шопингот, чии единици се полнат први? На тој што е поставен таму. Са вечерва, не толку недела, утре вечерот, продолжен викенд. На патарините кај Куманово колку колики има? Замислите патарината да е ваша. Тоа е тоа. За да ме разберете. И плюс ги добивате истите тие инсентиви, на 250 евра ги добивате овие, добивате и кариерни пари и ова е најважно. Пак пута 5 пари за рикеш. И на 250 евра за рикеш. Има ли ризик? Има да не го направиш тоа е ризик. Ако имам 250 евра под перница на сметка ваму таму, а не го направам, тогаш е ризикувам. Тоа е прашање на момент кога ќе се случи. Ги прашам старите членови, кога порано функционираше балансата на програма. Кој има добиено најмалци 1000 евра од балансата, у кеш нека дигне рак, у кеш. Коста дигна рак, леле, Коста е тук. Видите колку души. Коста, смеам ли твојот пример да го кажеш? Или кажи го ти? Не, ти го кажи. Абе ти го кажи по-автентично. Сега ќе стане. Ако так ще дойде. Значи тоа беше многу одамна, дури не беше зашленет на. Пред јас да бидам зашленет. Да. Јас сум зашленет во февруар, а веќе мислам дека ти си во септември. Септември 2011. Така, ја го имам после дури и мебело у канцеларијата на Мајво. Значи ти си меѓу први. Канцеларички материјал и рекламни материјал. Сега што се случи? Кога се регистрирав, исто да ми го кажа на многу поедноставен начин. Што беше битно за мене? Битно беше дека ништо не сум разбрал. Ништо, апсолутно. Имав ли можност ово што ви казојки, ако имате можност? Искрено да ви кажам, во тој момент си викам многу пари, малку мозок. И го направи се што ми кажа. Без да разбереш. Без да разберам. А луѓето беа кај мене дома, може 15 минути, еден подвратник од странство, а еден беше од Австрија. И сега кога се регистрираш, кога ќе земи сите пакети, на крај викам, а пази имаш еден пакет. Балансна. Тоа беше 2500 мисля. 2000 евра плюс 500 евра ваучери. Ваучер беше 500 евра да си купиш телевизор. Да си купиш телевизор од Технова. И тоа. На кешбек. И тоа го направиме, затоа што имаше само технологија. Сега што случува? Јас се бавив со други бизнеси, транспорт, ова, представник на Adidas, може би единствен представник на Adidas во Македонија. И сега некако ми беа тие бизнеси поприоритетни, затоа што кажувам со старто, не го разбирам, само се уврзе во система. И бисите пакети што ги нудат. Луѓе верувале, не верувале, 9 години сум спал како заспаната убавица. 9 години. Не го интересира. Дал пари и не го интересира. Сега се случува корона, мене не можам да спијам дома, у 4 сата се будам се бајле, ме жена викам, имаше еден бизнес, викаше Мајво, Идеш тук се и керка му и жена. Жена вика, спи тука, не знам. Пропаднаа ти и пари. Не ми вика ништо, не го спи тука. Викам, не можам да спијам, затворени дома, камионите не ми работат, конфекциите не ми работат, германците веќе не праќат пари, така натаму. И викам, ќе му звонам на Зоки. Звонам на Зоки, дек си бе шампион. Како бе шампион? Толе е шампион, што спие. Доаѓај тука, одам тамо, Славе ме отваря компјутер. Ево, Славе е позади, тука се као погоди. Славе ме отваря компјутерот, јас ќе кажувам моите приказки како сум бил по Германија, по Турција, по Украина, по свето. Не, и кажете кој меѓу време ти кажале тоа пропадна. И меѓу време некој ми кажа дека пропадна, не пропадна. Ако верував немаше ни да спиам, моментот веќе не можеш да спиам. Значи викам мора нешто да да работам. Да, корона. Сто конфекциите место, затворени дом, седем. И додека ние расправаме нашата приказка, Чичо не е тук, нели? Климпер не е тук. Чичо вика, ја мора да се поклона, вика на тебе. А он му отворил меѓу време, му даде шифра
му го отвори профил и гледа у неговиот компјутер. Му Му е гледа балансната програма. Ја не гледам ништо. И не женам викам, овие не зафркава тај човек. Му време да мајте Зоки и вика, абе дали му се поклоните на тај човек? Кавеш? Беше, кој јас ја видов Кога не баланс. договорен? Мене ми падна луѓе толку тешко. Ова го видов јас во неговиот. Толку ми беше толку тешко. Викам, много работа си има десено ми време што не спал. Отвараме и Славе вика, тук имаш 1000 евра, таму имаш 2000, тук имаш 3000. Ова беше толку. 9000 евра на сметката, а јас пијам појма не. 9000 евра. И викам само кликни овде и у четврток на банкарска сметка ќе ти легнат 9000 евра. Еј така, иде банка почеток. И он гледа вака, абе скрие на камера да не е. И ми беше лесно, мога да ви кажам, и сум скоро на сега. Сега од Штип дојде. Тоа е тоа. Тоа е. Само да знаете дека. Фала Коста. Ја заборив тој момент, кога дигна рака, видов дека и ти дигна рака, играм чекај, ова е треба да се раскаже. И тоа е тоа, луѓе. Дури и кога не го разбирате. Те праша ли некој у која партија си? Шо религија? Не, нема. Или си се здружил или не. Во даден момент си го направил вистинскиот потек. Си помогнал да се развие куповата. Не ќе многу да влегувам во детали. Што направи всушност Коста тогаш? Ние сите, кога ги уплаќаме тие пари, што правиме? Со тие пари, компанијата оди кај големи трговци, оди кај Тему, и вика колку максимално можеш да дадеш попуст. И Тему вика 5%. А ако ти даваме 1.000.000 евра аванс, 25. Е со тие пари ние што правиме? Ја јачеме заедницата. Авансно плат. Па одите кај било кој трговец. Сега седнете сад долу ресторант. И кажеш, ама ако ти дам 2000 евра сега однапред, и как што идам ти мене да ми минусираш? Обратно од тоа што правиме на пишанка за тефтерот, обратно. Ако однапред му дам пари, и како што пијам кафе да ми минусира, за однапред платени пари, ќе дај ли попуст? Епа тоа е тоа. Коста си ги заслужил тие пари. Благодарение на тој аванс се развил македонскиот пазар. И од бруто обртот капело кај него капкички. За 9 години 9000 евра. Не е дека не направил ништо, направил во вистински момент. Е, тоа е овој бизнес. Многу е интелигентен бизнес. И е праведен. Зошто е праведен? Кога вашата единица ова ќе созрее, созреала благодарение на прометот на други. Ама утре кога ќе направите пак 1 евро заштеда, кај паѓа вашата единица? Зад сите. Тој што е прв, е последен, а последниот прв. Познато ли ви е тоа? Сите си помагаме. Вечно сме едно. Заедно. Затоа сме ние шопинг комјунити го имаме, куповна заедница. Порано не лаже, а вика пролетери од сите земји обединете се. Тоа е лага. Шо е пролетер? Знаете ли кој е пролетер? Ево ова е пролетер. Ова е пролетер. Пролетер е човек што нема пари, што може да само својот труд да го проведе. Аргатот е пролетер. И кога многу нули ќе се обединат, што добиваме? Не е пролетери од сите земји обединете се. Туку е потрошувачи од сите земји обединете се. Овде може би имам 1 евро јас. Ама тука сме 100 души. Некој има 5, некој нема ич, некој има 2000. Заедно нема трговец што нема да каже дечки што можам јас за вас да ве сите попусти ќе ги добиете. Само дајте јас мојата услуга и мојот производ да ви го помогнам. Просто е. Не е филозофија. Арна, ама ние не веруваме во добро веќе и затоа бегаме од доброто. И не сме благодарни. Јас бев многу благодарен што ми се даде можност без пари да направам бизнес. Го разбравме ова. Е, тоа е позиционирање. На второ и на трето ниво. Затоа ова е најдобро. Мора ли да се направи? Не. Коста може ли да не уплати? Пак ќе си добил кешбек секаде, исто кој што добиваме и ние. Одиме понатаму. Сега, понеделник и вторник, имаме можност, тоа што го објаснив сега на кратко за кутиите, од сега почнуваме веќе проектот. Прв, имаме чест, прв проектот стартуваше од Македонија, од цел свет. Втор Словенија, трет Австрија, четврт Португалија и сега до крајот на летото уследни 32 земји во Европа. Стартувавме од Македонија.
Еве кутијата е поставена. На секое гледање телевизија, само со HDMI и кабел ја поврзувате со телевизор. И повремено ви се јавуваат реклами во форма на банер, како што објасни Дарин. И наместо парите за рекламите да одат кај медиумите, сега парите одат кај тие што дома ќе си постават таква кутија. Имате две опции. Опција број 1, да подарите кутии. Јас купив кутии за себе, купив 100, па потоа купив уште 100. И ги поклонувам на луѓе што заслужуваат, не на секој. Ти што направи, се може на ти, нели? Што направивте вие? Па сте ми поверувале да одвоите 2 сата од вашето време во недела пролетен убав ден. И јас викам, тој човек нешто сака во животот повеќе да направи. На него ќе му подарам кутија. И сега таа кутија вие ќе се инсталирате дома. И ќе почнат да излегуваат реклами. Ништо не ве кошта. И така и така. Еве јас вечер секако ќе гледам Џоковиќ Меншик. Тенис многу сакам. Секако ќе ја гледам таа утакмица. Секако 2 сата ќе видам на телевизор. Секако. И секако се појавуваат реклами. Ама сега ќе се појавуваат реклами на мојот телевизор. Благодарение на мене, парите од тие реклами ќе дојдат кај мене. И гледајќи Џоковиќ, ќе добијам пари. Тоа е убаво или лошо? Ако некој ми ја поклонил кутијата, колку пари ќе добијам јас, толку пари и он. А во мојот случај, кој ја поклони кутијата? Сам на себе. Па 2 пати ќе добијам пари. Толку е просто. И сега имате 2 пакета. Едниот пакет е 800 евра и добивате една кутија. Сега внимајте, јас кажав дека е 250 евра кутијата, сега викам 800 евра една кутија. Или 3.500 евра 5 кутии. Зошто е толку скапо? Затоа што следи подарок еден златен клуч. Тој клуч вреди 2000 евра. И сега, ако сам го купите ова, и сам ова е 2250. Ама само понеделник и вторник, само тие 2 дена, оти стартува проектот, го добивате за 800 евра. Мора ли да го направите тоа? Не. Зошто е пошелно да го направите? Добивате 800 евра за рикеш, ни скупување пари дека си ги вратите, со дуплиот попуст, што ви објасни Даре, една кутија за себе. А што е златниот клуч? Во Македонија, во април, да речеме дека ќе се платат збирно 100.000 евра за реклама. Еве хотел Пандев, вика јас ќе дам 100 евра месечно, за да излегувам на телевизија у Струмица. Како се викаше фирмата? Ананас. Да не ја кажам сумата, Ананас плаќа позамашна сума на пари, онлайн партнер, и Ананас, кој од вас ја виде века рекламата Ананас на својот телевизор? Еве ги луѓе. И за Ананас се рекламира, парите идат кај нас. Сега во април, фирми како Пандев, како Ананас, да речеме 1000 фирми во Македонија. По 100 евра сите да платат. Да речеме 100.000 евра ќе се соберат. Од бруто прометот за реклами, парите ќе ги добиват само тие луѓе што имаат златен клуч. Они ќе ги поделат. И затоа тој број мора да го ограничиме. Ако се шири нон-стоп тој број, се помалце пари ќе добиваме. Во Македонија и Словенија, за жал, веќе се распродадува тие златни клучи. По 2000 беа. Сега овој златен клуч ќе го добиете подарок, може да се го поставите во друга држава, но не во тие 4, Македонија, Словенија, Австрија и Португалија. Мој предлог ви е, најтопло ви препорачувам, мене ако ме слушате, Бугарија и Србија. Сега да не објаснам зошто. Најтопло ви препорачувам тоа. Нормално, ако некој има роднини во Швајцарија, ако планира Швајцарија да ја развива, ако развивате некој пазар, тогаш таму. Но ако сакате баш пасивни пари, тие 2 држави. Оти се најблиску да се исполни бројот. А таму многу пари ќе се плаќаат за реклами. Од кај знам? Па ние го работиме тој пазар. Ево, јас сум на 10 април во Пловдив, ќе имам со 5 пати поголем собир од овој настан. Да разбирате, од нас зависи колку ќе се развие тој пазар. И сега, што се случува? Поставувам 5 златни клучеви. Во 5 држави. Или во една држава сите 5. Ваша работа. И пасивно заработувам од бруто обртот за реклами. А тој бруто обрт за реклами ќе биде се поголем и поголем и поголем. Од кај знаеме? Па 2011 имаше една фирма у Струмица, сега има 214. 2025 се рекламираше една фирма во март, Ананас, сега ќе се рекламират 100 во април. Колку ќе се рекламират до 2035? Ова која еднаш ќе се позиционирате. Еве тие во Македонија, кој имавме во Македонија дигнете рака?
Овие луѓе, 1, од Куманово имаме човеци. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, преку 10, 15. Сега, вие вечно, пазите, не доживотно, вечно ќе добивате провизии. Вредеше ли што си го купивме тоа? И тоа го купивме у кеш. 1500 евра беше македонскиот. Словенечкиот и австрискиот, беа промотивни. Португалскиот веќе и следните се 2000 евра. Еднаш дадов 1500 евра, добив 1500 евра за да си рекеширам, значи гратис, и сега вечно и моите прав луци што нема да ги сретнам, и они ќе добиваат пари од тоа. Вреди ли? Вие проценете. И ова е таа промотивна можност. Веќе од среда, овој пакет ќе вреди 11.250 евра. До вторник вечер до 24.00 е таа проект. Вие одлучувате. Мислам дека ме разбрате. И најважното, што е најубавото во тој бизнес. Зашто јас влегов уште во 2011, немаше Media Box, немаше апликации, немаше ништо, Јас влегов заради ова. Што направите јас тоа? Што е најважно? Тоа е кариерата. Слушайте ме внимателно. И со ова сакам да завршам, не знам дали имате други слайдови, со ова би завршил. Јас знаев дека еден ден, кога ќе информирам 1000 души во овој бизнес, јас знаев дека 900 ќе ми се смеат, ќе ми викат не, ќе ми објаснуваат, ќе ми се прават паметни, ќе солат памет, знаев. Ама знаев дека има 10%, 100 души што ќе ме разберат. И од тие 100 души знаев дека 90 само ќе си ја користат картичката, тогаш, а сега апликација, ама знаев дека има 10 што ќе направат мрежа. И така испадна. Сега мојата мрежа брои 425.000 луѓе. Во 50 држави. Кои се тие луѓе? Не ги знам. Ке потрошат ли денес у просек по 1 евро? Да. Еве по 1 евро. Тоа за 400.000 евра промет. MyWorld ќе заработи ли 1,5% за него? Од попустот што го дават трговците, 1,5% останува за MyWorld, као Visa и Mastercard. Тоа се 6.000 евра на ден. Ако трошат по 1 евро на ден. Па не е ли фер MyWorld да каже, чекаме Зоран, тие 6.000 евра ние ги заработивме од мрежата што ти си ја создал. Еве ти 1/4 на тебе, 1500 евра. На ден. Добро ли е 1500 евра дневница? Ама не се смеја, ако го прашаш Пандев која беше најак, ќе каже не ваѓа обзир. Се е релативно, луѓе. Праши го ти сега на Меси, друже, имам бизнес 1500 евра на ден. Ќе каже, извини, немам време. Релативно е се. Ама мене, Зоки од Бориево, тоа беа незамисливи пари. Незамисливи. И јас викам, тие убаво лажат, ама барем за 10 пати да е помалку, да е 150 евра на ден. Е супер. Еве нека лажат. Од тој мене што ме учи е Майк Милер и тој живее у Монако. И он вика, Зоран, како живееш ти со 1000 евра, со 1500 евра на ден? За тоа е за малце пари. Ама јас викам, ова е многу лаже, не ви влего, си кажам, не ми влегуваа во глава тие пари. Татко ми Бог да го прости, вика, кога говориш за такви суми ме нервираш. Еве, брат ми е тука сведок. А викам, зошто? Оте е невозможно. Лажат те. Ако не поверуваш, нема да ги имаш. Нема што да се лаже. Ама има ли луѓе што заработуваат толку? Па еве го. За него ова е смешно или 500 евра на ден? Смешно е за Горан Пандев. Затоа викам, мал сум јас у однос на него. Ај Кира Лазаров, ракометот е помалце платен, ама и он заработил повеќе. Се разбираме до тука? И сега гледайте. Логично е, се што треба е да им помагате на вашите пријатели, они да се изградат своја мрежа. Ама за да помагате, прво треба вие да научите. Не може јас да му помагам на Даре да стане ракометар, ако јас не сум играл ракомет. Има логика тоа, не? Значи, прво треба јас да одам на обуки. И јас тоа почнав да правам. Не објаснував за бизнесот ништо, туку прво одав да слушам за бизнесот. А ние организираме, како ова сега, бесплатно најчесто, такви настани. Значи, ова друг го плати, од таа сал треба се плати, не знам дали знаете.
Ние само им помагаме на луѓето да се развијат мрежа. Затоа го сакаме овој бизнес. Во ниедна фирма шефот не ви помага вие да станете шеф. Еве сега Мицкоски е премиер. На кој од ВМРО ДПМН он ќе му помогне, он да стане премиер. Ако осетите дека некој има амбиции, ако е нормален човек, ќе му скине глава. Да. Мислам сега малце иронизирам. Ме разбирате? Овде ние имаме интерес. Јас го поминав, јас заработувам 100 пати повеќе од Коста, човекот што мене ме внесе во овој бизнес. А Коста имаше интерес јас да заработувам повеќе од него. Овој бизнес Даре може да заработува 1000 пати повеќе од мене. Кој колку работи толку, секој си гради своја мрежа. И како што таа мрежа пазари, како што расте, повеќе пазари. Колку повеќе пазари, толку повеќе штеди. Секој 1 евро заштедено, ем ви го дава као тоа топченце, ем плюс во исто време ви го дава како едно кариерно поенче. И колку повеќе кариерни поени, кој овде до сега во животот има направено минимум 6000 кариерни поени месечно? Имаш направено? Кога направи 6000, колку пари ти исплати? 47.000 дена. 47.000 дена. Минимум 500 евра, максимум 1200 евра. Таму дигна некој, Стефане, и ти дигна рака. Колку ти са имаш и повеќе добија. Колку ти е рекордот? 143.000. Колку години имаш? 28. Удек си? Почти. Колку факултета имаш? Ичи. 143.000 денари. Која кариера е тоа? 4. Ево, минимум 1200 евра, максимум 3000. Што направи за да добиеш? Колку ти направи, колку кариерни поени мрежа ти направи? 135.000. 103, ама а ти немаш баланс изгледа. Тоа да. Тоа значи дека ти некој што си зачелил, заработил повеќе од тебе. Тројца што он е зачелил, заработуваат повеќе од него. Зошто? Па работеле повеќе од него. У кој бизнес го има тоа? Затоа го сака овој бизнес. Кој колку сработи, толку се добива. Небитно кој го зачинил. Оти луѓето имат илузија, нема да го работам ова, Даре не ми објаснувај, оти ти ќе заработаш. Не, ако си сработам, ќе го надминам. Стефан, одличен. Значи, колку кариерни поени? 135.000 кариерни поени, друже. Близко до 6. Скоро јака петка. Скоро 6. Ама не му дал системот меѓу 3.000 и 8.000 евра. Зошто? Очигледно тие поени повеќе ги правеле некои други луѓе, не он, иако се у неговата мрежа. Системот знае кој колку заслужил. Никој во овој бизнес не се буни за исплатеното. Ако не сработиш ништо, колку ќе добиш? Ништо. Но, кога еднаш ќе направиш мрежа, во мојот случај, и кога таа мрежа ќе расте се повеќе и повеќе, тогаш веќе и ништо да не работиш. Кариерните поени се прават и доаѓа и до такви исплати. Мајка ми, у Струмица, сега бев каде, таму до Ручков со неја. 41 година имаше стаж во ЗИК Струмица. 41 година стануваше у 6 сабајка. До пензија. 41 година. Брат ми имал температура, брат ми треба да оди у болница, јас температура, јас на доктор, инекциите. Она мора да побара дозвола да ја одобрат, не слободен ден, слободен саат. И после 41 година работа, знаете ли колка ви е пензијата? Помала од кариера 2. Да, не е помала, извинувам, помала од кариера 3. Под 500 евра е пензија. Кој од овде е кариера 3 и повисока, нека дигне рака? Еве гледайте, Даре, ти колку години кажа од себе? 23. 23. Вреди ли? Аз ти видим каде ти си петка. До петка ја направам, тојка четвртка половина. Тука гледам еден седмица има направен. Дина има седмица направен. Кире го гледам шестка има струмичанец. Зошто? Од еднаш кога ќе сработиш. Сега, можем ли јас да речем не ми требат веќе пари? Даре, не пазаруј веќе на кешбек. Не ми требат пари. Нема шанс. Он за себе го прави. За себе. Само вие помагајте и на луѓето. Кој ги дава парите? Трговците. Кога?
од која ќе наплатат од муштерија што е член на MyVote. После наплата. И трговеците секојаш ликвиден. Луѓе, јас имав толку. Што кажавме дека е најважно? Кажавме дека е најважно присуство на настана. Сега сите до еден, кој што ве поканил, сите до еден, ќе си добиете 2 шифрички, едната е универзална за сите, I love 7R4 Вел. Треба да се прочита I love travel, ама шифрирана е, кодирана е. И кога ќе букирате хотел било каде, било кога, преку Travel World, 4 милиона хотели имате на располагање, од цената што ви е објавена, ќе ви спушти 25 евра. Ама кешбек ќе ви дае на целата сума. Од ова ви е награда, а ова него, не требаше да мислиш, ова него користете, од ова е на, тој што ме поканил, тој ќе ви дае него. А ова е универзално. И сите дојдете 35 евра. Тројцата ќе се добиете по една кутија и таа кутија веќе ви дава пари, не треба ништо да правите за тоа. Нормално и пазарете кај наши трговци, за да ви даде уште повеќе пари. И доаѓајте на обука. Овде нема слайдче, Дина го замолив да ставиме, очигледно заборавиле. Не е битно. Само кажи ви датата, Дине. Има ставили, има. Која дата е, те молам? 7 и 8, 6. Правите што ќе правите. 7 и 8 јуни. По цена на живот и смрт да дојдете у Софија. Вие платите си пат, вие платите си смештај. Тоа е ваша работа. Ама користите го Travel World, ќе се добиете попусти. Колку е влезница? 115 евра. За 2 дена 115 евра. Имате предавање цели 2 дена од Фрейзер Брукс. Да не објаснам кој е Фрейзер Брукс. Милионер од Англија, ако не се лажам. Англичанец е, ќе дојде само за наша екипа. Ќе не обучи, тоа е еден од најпознатите обучувачи во светот за продажба преку онлайн. Не треба да разбираш ништо, не треба, дури не мора да знаеш ни Вибер како се прави. Немој да мислите дека треба да сте експерт. Он ќе ве научи како онлайн, без пари, само со тие 2 дена, како да развиете мрежа во цел свет. И ако вие на некој у Лондон им кажете дека тему има 25% попуст, на некој у Јоханесбург у Јужна Африка му кажете тоа, они ќе пазарат, а вие од дома ќе изградите мрежа и ќе заработувате. Ево го, ова е човекот, отиме 115, вик 135 тука. Поединечно 10. Објасни ти, пошто јас не ги знам. Значи си има пакет од 10 карти и на 150 евра, значи секој карта нека се взима одамна, нека прво праша својот. Да, има луѓе што купуваат пакети за да ви испадне поевтино. Тоа сака да кажа. Внимавај до 1 мај се тие цени, после 190. Иначе слободно може да изгуглате, сега има од денес, тоест не денес, утре почнува во Анталија обука со Фрейзер Брукс, иста како нашата, 890 евра карта. 890 евра е за 2 дена. И наши луѓе ќе одат таму ќе бидат присутни. Фрейзер Брукс е личен пријател со Дина. Личен пријател со Дина. И тоа е чисто негова добра волја, да знаете. Он што се плаќа со тие пари уствари? Се плаќа оваа зграда овде. Салата се плаќа, озвучување, техника, опрема, тоа се тие пари. Фрейзер Брукс практички само си наплаќа патот и хотел. Без пари ја држи обуката. А да плаќа 800 евра за таква обука. Како се спријателија, долга приказна, ама веќе ни беше предавач во Будимпешта, имавме ние лани во септември обука. Кој беше лани во Будимпешта? Сад ве молам, тие што бевте во Будимпешта, држите ги раците горе. Кој веќе има донесена одлука, пак во септември следната ова година, доди во Љубљана, нека остане, другите спушите ги раците. Гледайте, сите што биле, пак одат. Гледај, има некој, спушите ги раците. Има некој што бил во Будимпешта, ама нема да оди во Љубљана. Гледайте! Сега, а колку пари е Љубљана? 400 евра. Исто за 2 дена. И пак сите одат. Ама таму не е само Фрейзер Брукс. Таму е Фрейзер Брукс еден од обучувачите. Значи, после Софија, планирајте си, септември, 20 негде, заборив дата, петок и сабота, Љубљана. 19 и 20, фала, не ја знае. Овие мрежи може да ги направите само со знаење.
Ракометар може да станете само со тренинг. Фудбалер као Пандев не може да станете ако 3 литра пот секој ден не оставате на терен. Да не се лажем. 3 литра пот остава 20 години поред за да стане европски шампион. Прашајте го. Тренинзите на нас се овие настани. Оти не можеш да даеш нешто што немаш. Не можеш да даеш знаење на твоите луѓе што го немаш ти. Вреди ли 2 вакви обуки? Од јас стално прашувам, ако кажеш дојди колку пари е. Моја омилена реченица е не прашувај колку кошта да одиш на тој настан. Прашувај колку кошта што не одиш на тој настан. Тоа кошта. А не одењето на тие настани. Јас од кога почнав да одам на овие настани, станав кариера 8. Пред тоа само блебете солев памет, чекај, ама мајк, ама това е Македонија, ти многу знаеш како е у Македонија. Што има веза вика каде? Сите трошат и сите сакат да заштедат и сите и кога одев у Македонија, па ќе одам у Штип, Штипјане, Зоране, това не е Струмица, това е Штип, тука поразлично. Па после у Штип ќе одиш од една населба од другата, у бабите ќе ти кажат, абе нема това, бабите това не е како. Сите мислат дека сегде не сегде е исто. Или ни е тука празно, или ни е полно. Што сме ставиле од тука и до тука. Значи прво од овде излегува и ни го става некој што знае ова знаење, неговото овде, и потоа од овде ние го полнеме овде. Патот е тој. Сегде во светот. Пандев ќе станеше ли шампион ако не му беше тренер Мориньо? Ни приближно. Прашајте. Мориньо вика јас ќе те тренирам. Оте ако тренираше Бог да го просте Батеване, ќе беше добар на струмичко ниво. Арно детец, има талент. Труди се. Ама мораше у Италија да оди на подобри тренери. Лесно ли му било он као дете да оди у Италија? Шо мислите? Ич. А кој му гарантираше нешто оти кој ќе оди у Италија? Дали сите што одат надвор стануваат фудбалери? Да ви кажам нешто, 99% не стануваат. Ама сите оставаат 3 литра пот на ден. Зошто не стануваат сите? Кој ги тренира е важно. И колку дозволуваат знаењето на тренерот да го примат. Оти некој па не го примат. И еве јас зошто не успев као одбојкар. Тука го гледам Драган, заедно тренирав во одбојка. Знаете зошто? А бев јуниорски репрезентативец на Македонија. Знаете ли зошто не успев? Оти тренерот кај ќе кажеше 10 склека. И сега ние правиме 10 склека. Ама кога се завртам на там, јас не правам. И кога се завртам тука, па правам. И јас мислам, не го лажам. Кого лажев јас? Саме. Тоа е неодењето на семинари. Тоа треба да го разбере. Јас имав толку. Сега сакам да, пошто сакав порано да завршиме денот, да не ве гнјавам, да не ме оптеретиме, сакам да оставам 5 минути, 10 ако треба, слободно. Се што имате прашање. Нешто сте чуле, некој комшија нешто негативно, се што ве кочи за овој бизнес. Прашајте слободно. Да го разјасниме. Оти ако остане таа лоша мисла кај вас, тоа ќе ве кочи да успее. Повелите. Како ќе се полне балансната програма на овие остарите деници? Браво, одлично прави. Ти разбираш век, тоа може да го постави прашање човек што разбира. Ти си веќе имаш единици во старата баланса. Тоа е многу добро прашање. Те молам врати ги даде баланс единици обезно.